Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список. Право на глас за локалните избори имаат 1.832.415 избирачи. Од денеска казни од 40 евра за поменување пешачки премин со телефон во рака или слушалки. Полицијата лиши од слобода тројца прилепчани подпалувачи на дивата депонија кај Тризла. 2 изложби вечерва во Прилеп. Крушево домаќин на настан кој ќе го одбележи Светскиот ден на туризмот. Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Вкупниот број на гласачи запишани во избирачкиот список во Република Македонија за локалните избори изнесува 1.832.415 избирачи. Од овие избирачи во изводите на избирачкиот список се запишани 1.717.803 избирачи, информираше денеска председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко. Согласно евиденцијата на надлежните органи, право на глас имаат вкупно 112.000 избирачи кои се на привремена работа или престој во странство, 2.162 избирачи кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор и 450 избирачи од домовите за стари лица. Новите измени во Законот за безбедност во сообраќајот кои предвидуваат казни за користење мобилен телефон и слушалки кај пешаци, велосипедисти и возачи на тротинети стапуваат на сила од денеска 26 септември 2025. Казната за премин на пешачки премин со телефон во рака или на уво изнесува 40 евра, а возење тротинет или мотор со користење електронски уред ќе се казнува со 50 евра. Пешаците се должни да се движат внимателно и да не користат уреди што го намалуваат вниманието при преминување на коловоз или велосипедска патека. Министерството за култура и туризам по повод Светскиот ден на туризмот 27 септември сабота организира настан во Крушево на тема Одржлива трансформација во туризмот. Настанот има за цел да потикне диалог и размена на искуства меѓу професионалците од туристичкиот сектор, локалните заедници и институциите со фокус на добра практика и иновативни решенија кои придонесуваат за одржлив развој во туризмот. Во рамките на програмата ќе се одржи панел дискусија со учество на представници од туризмот и носители на иницијативи за одржлив туризам. Ќе бидат презентирани конкретни примери на успешни приказни, како и идеи за подобрување на туристичката понуда на национално и на локално ниво. 2 изложби ќе бидат отворени вечерва во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Во 19 часот во ликовниот салон ќе биде отворена изложбата Доминанта од прилепски уметници, членови на Друштвото на ликовните уметници на Прилеп. Во 20 часот во ликовната галерија ќе биде отворена изложбата Насмејани лица и состојби од прилепскиот уметник Емил Солески.
На доминанта со дела ќе се представат Дарко Талески, Филип Јовески, Методи Исков, Емил Солески, Лепа Милошевска, Славчо Павловски, Елена Димовска, Филип Перески, Верче Николовска, Маја Ралева Миладиновски и Маријан Стојановски. Од полицискиот билтен. Полицијата лиши од слобода 3 лица кои се сомничат дека се потпалувачи на пожарот што ја зафати дивата депонија на 24 септември. Се сомничат за предизвикување на општа опасност по член 288 од Кривичниот законник, стои во информацијата од СВР Битола. На 25 септември во 10 часот и 30 минути во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода ФМ 38 годишен од Битола, МС 56 годишен и АН 23 годишен, двајцата од Прилеп. Тие се сомнечат дека на 24 септември во населбата Тризла во Прилеп намерно предизвикале пожар на дива депонија. Пожарот бил локализиран од екипата на територијалната противпожарна единица Прилеп. По документирање на настанот против нив ќе следува соодветна кривична пријава. Временска прогноза. Од денеска до почетокот на следната седмица, под влијание на серија влажни воздушни маси, времето ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат пообилни на 20 литри на метар квадратен. Во петок ќе има локална појава на нестабилно сопорен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе опадне за 8 до 10 степени во однос на претходните денови. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.